Граѓаните коцкаат на големо, а во лотарија се делат тендери како гратис колачи. Во Македонија минатата година се искоцкале речиси 800 милиони евра, покажува најновата анализа на ПариМК. Компаниите кои се занимаваат со оваа дејност, или 58 правни субјекти, дебело го наполниле кесето и лани. Според извештајот, имале чиста добивка од 70,4 милиони евра. Податоците покажуваат дека најголем профит остварила компанијата ProBetting, која со години е зациментирана на врвот со речиси 195 милиони евра, и нејзиниот профит е дури за 33% поголем отколку во 2022 година. Но по остварена чиста добивка, на прво место е државната видеолотарија Казино со Аустрија. Тие се и на второ место по промет, собрале 90,1 милион евра, што е 11% повеќе отколку во 2022 година. Државната видеолотарија е трговско друштво под сопственост на Државна лотарија и Казино со Аустрија до Скопје. Инаку, последно месец Државна лотарија склучи договор за награди и организација на наградни игри и квизови за промоција на интернет платформа во вредност од над 380.000 евра на период од една година, како што стои на електронскиот систем за јавни набавки. Државната лотарија имала потреба за популаризација на интернет платформата Мегавин и за тоа ќе спроведе наградна игра. Целта е да се постигне уште поголем број на играчи. Според предлог цените во договорот за концепт за награда игра и квиз со еднократен надомест ќе се плаќаат 2439 евра. Имплементација на концептот во пакет чини над 2000 евра, а ќе се делат и високи месечни паушали во висина од 1800 до 2800 евра, например за организација и координација за редовна работа која опфаќа и спроведување на одобрениот акциски план како и комуникација со учесници. Во лотарија изминатиот период се набавуваа лотариски терминали за приредување игри на среќа по баснословни суми кои достигнува и над 11 милиони евра. Истата институција, која предводена од Прпарин Бајрами, близок човек на поранешниот прв вице-премиер Артан Груби, склучи тендер со 19 годишен предприемач од Куманова за слична набавка на машини за коцкање. Државна лотарија го изнајми и деловниот простор од поранешниот ресторан Фестина во Визбегова за 21.000 евра месечно, и тоа за период од 10 години, или договор кој тежи 2,6 милиони евра со компанија блиска на ДУИ.